секоја нова влада си го има апсолутното право да си донесе своји луѓе кои што мисли дека системот ќе го водат во насока во која што била нивната програма, конкретно. Така да е сосема очекувано да си донесе и своји луѓе. За мене е неочекувано моите колеги кои што до сега исто така беа да овој тек на настани не можат да го сватат. Не само што неочекувано, јас воопшто не ги оправдувам изјавите на некој од нив дека они се најстручни во својата област и дека мора они да бидат медицински директори. Мислам, сето тоа сончогледарање ми е апсолутно неоправдано, дури вредно за презир. Не можам да ги разберам тие луѓе. Прво, во нашето здравство не постои незаменлива особа, секој е заменлив. Не е заменлив со многу луѓе, меѓутоа секако има луѓе во овој здравствен систем што се честни, вредни и што можат да продолжат да ги работат менаџерските функции. Така да за мене прво е очекувано, второ јас бев и веќе преумерен од таа моја работа, бидејќи стварно за 5,5 години многу работи за сменија на онкологија. Трето, сега поставениот директор ми е драг колега, драг пријател и ќе се обидам да му помогнам до максимум колку што ќе може за да клиниката и дејноста наша не застане во својот развој. Во однос на другите клиники не би можел да ви дадам коментар, бидејќи секоја клиника си има некои своји специфични моменти кои што јас не ги познавам најдобро. Меѓутоа, сите овие промени се многу нормални и многу очекувани. Во медицината е многу важно да спроведете еден автоматизам и кога нема директор институцијата да работи. Тоа може да се постигне само со градење на индивидуалната свест на носителите на дејност и нивната колективна свест. Тоа е успехот во менажирањето. И кога не сте таму, се да работи како што треба. Значи, конкретно во нашата клиника, најголемиот дел од вработените имаат изградена таква индивидуална свест, да има и луѓе што ја немаат изградено, има и луѓе за жал кои што клиниката ја третираат како своја собственост, како да е дадена од татко и мајка им или било кој. Тоа е клиника што е изградена од народ и треба да остане на народ. Меѓутоа, благодарение на оној многу поголем дел од луѓето со добро изградена свест, тие клиники функционираат. Треба некои работи да се сменат. По мене најтешко ми беше соработката со Советот за јавни набавки. Неговото работење или да кажам можеби и постоење треба сериозно да се разгледа. Многу сериозно треба да се разгледа постоењето на паралелниот увоз. На овие основи на кои што е поставен паралелниот увоз на лекови носи една несигурност во себе. Да, економскиот ефект веднаш се чувствува. Меѓутоа аспектот на безбедност на тие лекови за пациентите треба да се внимава на тоа. Јас немам такво чувство. Што не значи дека не може да се случи. Значи, сите идеи кои што се однесуваат на подобрување на здравствениот систем, за мене се добре дојдени, можам да дискутирам, можам со размислување да помогнам. Ви реков, овој систем е направен од овој народ и останува за овој народ, не е за ниту една политичка партија. Така да, јас апсолутно не гледам дека овде политиката треба да многу влие врз професионалното. Ако се случи да се донесе решение кое што да речеме дискутабилно, што би можело да оди на штета на системот, тогаш да, треба да седне да се разговара. Меѓутоа, знаете што, во изминатите години немавме во сите општествени пори диалог. Диалогот фалеше во многу сегменти, не само во здравството. За мене, созреана држава, созреана колективна свест во една држава, кога сите политички страни седнуваат на иста маса и дискутираат за проблем.
тогаш го имате чувството дека без разлика кој е на власт, дека системот продолжува да созрева, да станува продуктивен, ефикасен. Се надевам дека на овој наш народ таа колективна свест конечно во некој момент ќе созрее. За жал во овие изминати 2 години од кога целата политичка криза почна, немавме никаков диалог, наместо да почне тука диалогот помеѓу од сите страни, да кажам, созреани субјекти. За жал, само најлошото од нашиот народ излезе на виделина, особено по социјалните мрежи. Секако дека во моментов мислам дека е најбитно да се борам за демократизација на мојата партија. Јас сум човек кој што верува во партии кои што имаат идеологија. Јас се зачленив во мојата партија поради мојата идеологија. Јас не верувам во партии кои што се без идеологија. Во мојата партија, во ВМРО ДПМН, огромниот дел од членството има таа идеологија. И таа треба да се почитува. И таа треба да се изгради. Така да останувам во мојата партија, на која што мислам дека во моментов им требам повеќе од било кога, баш поради тоа што тој идеолошки момент мора луѓето да го почувствуваат. Тоа е она што ги врзува. Силата на ВМРО не е во раководството. Силата на ВМРО е во неговата база. Најголемиот дел од неговата база дошол во таа партија не поради интерес, него поради идеологија. Тука е силата.